Добро утро од Кина. Денес не чека интересен ден во Гуангжоу. Ќе одиме една познатиот Кантон Фер, но прво малку енергија во теретана. Денот секогаш ми почнува со движење, дури и кога сум на друг крај од светот. Во теретаната се е модерно, просторно и светло, со панорамски прозорци и поглед кон градот. Опремата е врвна и имаше од кардиомашини до тегови и тренинг зони за секој тип вежбање. Реално успеав да ви снимам и да видите како изгледа ова совршенство, затоа што имав среќа и теретаната беше прилично празна. И во оваа сала ми се одржуваа повеќе од тренинзите затоа што комбинирав вежби од програмата, односно од мојата програма Нов животен стил, и тука затоа што не ми требаа текчиња, повеќе од тренинзите кои што ги имав, си ги вежбав во оваа сала. После тренингот отидов на појадок. Реално не сакам да мешам многу храна, за да можам побрзо телото да го адаптирам на храната во Кина. И патот до Кантон Фер е навистина фасцинантен, се чувствува огромната енергија на градот. Ова е Кантон Фер, најголемиот трговски саем во Кина и еден од најголемите во светот. Се одржува во Гуангжоу уште од 1957 година и собира компании од целиот свет. Просторот е огромен, повеќе од 1.500.000 квадратни метри изложбен простор и над 60.000 штандови. Внатре имаше и лјадници изложувачи, технологии, дизајн, производи, ама апсолутно од целиот свет. Се е совршено организирано, а просторот е неверојатно голем. Овие делови од сајмот се посветени на роботика и напредна технологија. Искрено, чувството е како да си во еднината, затоа што се околу тебе се движи, свети и комуницира. Најмногу ме фасцинира колку овие машини изгледаат живи, толку прецизно и координирано се движат. Тука имаме медицински роботи кои можат да изведуваат операции со неверојатна точност, индустријски машини што работат целосно автоматизирано и паметни уреди што реагираат на звук и движење. Овие роботи можат да прават апсолутно секаков вид на операции. Овој мал робот, например, е програмиран да се движи и да балансира самостојно. Изгледа како да има собствена свест. Го викав неколку пати да дојде кај мене, ама очигледно не ме регистрираше или можеби само ме игнорираше. Тоа е типично за технологија со карактер. Навистина е фасцинантно колку овие машини се прецизни, не се спомнуваат, не грешат, а изгледаат како да учат во реално време. Толпата околу нив беше воодушевена, сите ги снимаа, некој дури ми мафта како на вистински миленичиња. И еве вака се гледавме, јас му мафтав со раката, му зборував и таман за момент си помислив дека иде кај мене, тој реши повторно да ме игнорира. Најголема атракција без сомнение беа овие роботски кучиња. Толпата беше воодушевена, сите ги снима, аплаудираа, а некои дури се обидуваа да ги погалат. Ова куче направи салто наназад и сите извика "Вау!". Тој навистина изгледаше како да ужива во вниманието. Едниот робот ми приде и ми направи здраво со нога, не можев да поверувам колку беше симпатично. Се насмеав и си помислив, еве, ова е моментот кога технологијата навистина оживува. Реагираа на луѓето и се однесуваа како вистински миленичиња, правеа најразлични видови на акробации и навистина е неверојатно да се види колку далеку сме стигнале, затоа што имаме машини што се движат, реагираат и комуницираат со луѓето. Кантон Фер е вистинското место каде еднината ја гледаш во живо. Роботите дефинитивно беат звездите на Кантон Фер.
Кантон Феер е огромен, буквално град во градот. И како што кажав, секоја хала има своја тема. Сега ќе се движиме низ делот каде што се изложени најновите машини и производна технологија, места каде што буквално можеш да ја видиш еднината на индустријата. Овде има се, од големи автоматизирани линии за пакување и обработка до прецизни машини што можат да работат со неверојатна точност. Некои од нив се толку напредни што изгледа како да имаат собствен ум. Само ги вклучуваш и тие самостојно завршуваат целата работа. Мора да признам, овој дел ми беше еден од најубавите и најинтересните, затоа што имаше толку многу различни идеи, иновации и технологии на едно место. Навистина инспиративно да се види колку брзо напредува светот. Следниот дел од сајмот беше посебно интересен за мене, затоа што следува делот посветен на прехранбената индустрија. Овде може да се видат машини кои се користат за мелење, одвојување и подготовка на зрнести житни производи, како и различен систем за мешање, дозирање и гранулирање на суровини. Овие зелени индустријски единици што ги гледате, например, се користат за чистење, лупење и мелење на житарки и мешунки. Некои модели имаат интегриран систем за сепарација, кој автоматски ги издвојува нечистотиите и полесните честички преку воздушен притисок. Овде се прикажани најновите машини за обработка, формирање и пакување на храна, кои комбинираат механика, автоматизација и хигиенски стандарди на највисоко ниво. Интересно е што дури и машините за тестови и гранулирани производи имаат функции за автоматско калибрирање, со што се обезбедува еднаква големина и тежина на секоја единица производ. Машините што ги гледате овде, например, користат прецизни дозирачки и автоматски миксери за совршена конзистентност на смесата, што е особено важно кај производите како тесто, кремови или полнења. Повеќето линии беа опремени со интелигентни сензори кои ја мераат влажноста, температурата и густината на материјалот во реално време, така што системот сам се прилагодува без потреба од рачна интервенција. Овие системи се дизајнирани да ја зголемат ефикасноста и да го намалат човечкиот фактор во производството. Оваа машина, например, е компјутерски контролирана линија за шиење и прошивање на материјали, која работи со извонредна прецизност. Софтверот овозможува автоматско програмирање на шаблоните, а системот ги прилагодува движењата на иглите и ролерите во реално време. Веднаш до неа беше оваа линија за мотање и обработка на конец, која е дел од современите системи за подготовка на суровини во текстилната индустрија. Оваа машина е дизајнирана за екстракција на растителни масла, процес кој бара прецизна контрола на температура и притисок. Сега влегуваме во делот посветен на автомобилската индустрија и транспорт. Тука има се, од најнови електрични возила и мотори до мали урбани скутери и футуристички концепти. Некои од овие модели изгледаа како да се директно донесени од иднината. И да, јас си го одбрав мојот и веќе имам фаворит кој што сакам да си го донесам дома. Не се грижете, не менувам професија, само се захракавам. Секако не можам да го донесам до дома, ќе ми требаат многу документи. А да, и сакам овие да ви ги покажам како интересно работеа на сајмот. Ги имаше многу и буквално продаваа се и се што во живо. И после изодени 10 километри на сајмот, време е за ручек. Ресторантите овде се со посебна приказна, многу детали, прекрасен интериер и неверојатни вкусови. Храната на оваа маса се беше апсолутно луто, освен овие лили. Така да не се многу најадов и за џабе си го жртвував појадокот. Концерт во живо има скоро на секој чекор. И враќањето во хотелот по ваков ден е вистинско олеснување. Сакам за крај да ви го покажам хотелот каде што бевме сместени. Навистина е прекрасен и многу модерно уреден. Сите детали кои што можете да ги видите на видеото се со вистински цвеќиња, внимавано апсолутно на се. Луѓето овде во Кина се многу љубезни, културни и дефинитивно сум изненадена од самата култура и од начинот на кој се однесуваат и слично, но ќе ви откријам повеќе детали
за културата во Кина во следните неколку денови. И денот ми завршува со овој волшебен поглед и следното видео кој што сакам да го направам се улиците на Гуангжоу и вечерниот живот во Кина. А за денес пишете ми во коментар што најмногу ве фасцинираше: хотелот, храната или саемот. Ви благодарам од срце што го гледавте оваа видео до самиот крај.